Денеска во салата Јордан Мјалков се одржа 22-то државно првенство за младенци во пинг-понг во организација на Универзитетскиот пинг-понгарски клуб, на која учество зедоа 4 екипи во машка и женска младенска конкуренција. Можам да кажам дека овие првенства ги направивме намерно да бидат при крајот на сезоната, бидејќи Пинг-понгарската федерација и Пинг-понгарскиот клуб на Универзитетскиот клуб Гоце Делчев ќе зедеме учество на Балканското првенство. Богат надпреварувачки викенд имаат пинг-понгарите на Универзитетскиот клуб, затоа што покрај ово државно првенство, тие утре ќе настапат и на меѓународниот турнир во пинг-понг во организација на пинг-понгарскиот клуб Мултитекс во Битола. Можам да кажем, ова се добри турнири во кои што младинците и пионерите ќе атемпираме формата за учеството на Балканското првенство во Бурса, Турција. Во салата на Средното општинско училиште Колен Ехтенин денеска се одржа државно првенство во борење за кадети во организација на Федерацијата на боречки спортови и техничка организација на боречкиот клуб Балканец. На ова првенство настапуваат околу 70 борачи од фатени од цела Македонија, значи се дојдени скоро сите клубови од Македонија. Од самото државно првенство ќе произлезат и патниците за медитеранските игри. Утре на градскиот стадион во Штип со почеток во 16 часот ќе се одигра вториот реванш надпревар од бараш дуелот помеѓу екипите на Вардар, Неготино и Кожув. Во првиот надпревар составот на Кожув славеше со минимален резултат од 1:0.